Ги носи слушалките, бе? Ги заборев, ке ти ги донесам кога ќе се вратим. Па ти кажал ми донес. Ги заборавив. Вчера ти пишав порака, знаеш? Фики, брат. Ајде. Идам, чваре, идам. Ајде, брат, ке те усова. Се уреду со тебе? Зашо прашуваш? Те нема со месеци, не ме лајкаш. Се курчиш нешто? Пошто не ме занимаш. Косара, која ти беше најтешката работа во 17? Може би кастингот. Аудициите трае онака баш долго, 6-7 месеци. Имавме доста проби, ама беа многу интересни. Многу е убаво да работиш со натурчици, со млади глумци. Која е најтешката работна задача која што имаш во 17? Дефинитивно физичкиот дел за спремање на ликот. Многу истражував за што ствари се случува со човек што носи такви трауми, што носи таква нешто со себе. Колку време го работевте филмот? Снимањето траеше 20 дена. Јас со сценариото сум од 2017 година, па потоа Огњен Свиличев се уклучи 2022 и сега да го комплетира. Како го изгради целиот карактер во филмот? Многу постепено. Прво почнавме со разговори со Косара. Си водев некој тип на дневник исто така за ликот. Се поврзам некако со неа. Константно ја прашував Косара ствари, она ме прашуваше мене. Некако природно си изгради самиот лик. Кој момент Косара реши дека го имаш протагонистот во филмот? Па не беше на прва, беше на втора. Првиот пат кога се појави Ева, некако не бев сигурна дека она е тоа. После една недела гледање на материјалите од првата аудиција, кога се појави на втората аудиција, само што кога влезе со капучето, се така знаев дека е она. Тоа беше тоа, викам, таа е Сара. Кога може да очекуваме премиера тука во Македонија во Скопје? Септември, октомври, најверојатно тогаш. Која е најлесната работа која што имаше во целиот процес? Имав одлична партнерка Мартина Даниловска, што мислам дека ми го олесни процесот највише на цел свет. Доколку би требало да издвоиш 3 работи во целиот филм, кои би биле тие? Транзиција, храброст и искреност. Храброст, трпение и одлучност. Кој е твојот најдобар филм од сите сега што ги имаш направен? 17. 17-ка? Срам да ти. Дали ти беше тешко да се прилагодиш на самата игра пред камера? Не, мислам дека многу поприродно ми дојде да играм пред камера. Мислам дека повеќе ми одговара тој сензибилитет. Подржувајте македонски филмови, чао. Чао. Чао.